И официјално по направените анализи на инфективната клиника во Скопје потврдени се 2 случаи на мајмунски сипаници. Станува збор за 2 машки пациенти родени во 1987 и 1985 година и двајцата од Скопје. Според информациите што ги дале двајцата пациенти, не патувале никаде надвор од државата. Во текот на вчерашниот ден од кожна клиника беа донесени примероци за 2 пациенти кои што беа суспектни за мајмунски сипаници и воедно беше побарано од лабораториите на институтот освен за мајмунски сипаници да бидат испитани и за други одредени заболувања како што се ХИВ, херпес, сифилис и слично. Институтот за јавно здравје ги испита бараните, ги испита добиените примероци и од она што ние го утврдивме дека се работи со сите овие претходни споменати заболувања. Двата пациенти се негативни, но добивме позитивен резултат за мајмунски сипаници. Едниот пациент е веќе хоспитализиран на клиниката за инфективни болести и е во добра општа здравствена состојба. Вториот пациент се уште не се пријавил на ниту една од клиниките. Пациентот прифати да биде хоспитализиран, е во добра општа здравствена состојба, дури не прашува зошто е задржан, но заради тоа да биде обсервиран и да биде под наше наблюдување и да се направат дополнителни исследувања. Пациентот прифати да биде кај нас. Надлежните упатија апел до граѓаните да не се паничат бидејќи не се работи за ново заболување и дека веќе има протоколи. Инаку овие сипаници представуваат вирусно заболување, чии вообичаени симптоми се осипна кожа, треска, главоболка, болки во мускули, грб, како и општа слабост и отечење лимфни јазни. Се пренесува преку близок контакт со заболен, со контаминирани материјали или со заразени животни, а вирусот се третира симптоматски. Болеста трае од 2 до 4 недели и во повеќето случаи се повлекува без потреба од специфичен третман. Сепак и лица со ослабен имунитет, деца и бремени жени може да се развијат посериозни компликации.